Благодарам. Почитувани граѓани, ова ни е втор пат оваа година да зборуваме за ваков тип на акт, за предлог одлука за прераспределба на буџетски средства и обично ова се носи како некоја си преводна форма на ребаланс, а токму во оваа предлог одлука можевме да видиме зошто во нашата држава има толку слаба реализација на капитални инвестиции, бидејќи секаде во секоја институција од каде што се прераспределуваат средства кои што крајот на годината не може да се потрошат, без исклучок секаде се кратат најмногу од онаа ставка за капитални инвестиции. И тука доаѓаме до оној заклучок кој што еве веќе не може да биде менуван или не може да се приначи со некои други важни тези со розови очила дека оваа држава реализира капитални инвестиции. Кога ќе видите таа предлог одлука, секаде каде што има некакви средства за реализација на, еве би кажал, делот од економијата, се извинувам што создава раст, напредок или нешто слично, еве оваа предлог одлука се крати, и тоа доминантно за неколку цели, од кои што првата цел е да им платиме струја на оние директори кои што Ковачевски ќе ги менуваше, бидејќи нели не поднесуваше директори кои што не плаќаат сметки за струја. Па сега ние ќе правиме во собраниево предлог одлука за да скратиме од таму каде што требало да се истрошат најмногу за да се создаде некоја дополнителна вредност во економијата, да ја префрлиме некаде каде што ќе можат овие кои што еве 12 месеци не си ја вршеле работата, сега до крајот на годината да ги исплатат оние средства на оние кои што должеле или нели нормално да платат струја. Кога се спремавме за оваа точка, направивме ние еден лист вака каде овие средства нели се кратат од непродуктивни трошоци, за каде да се наменат за да нели попродуктивно се трошат. Скоро без исклучок во секоја институција се зголемуваат средствата за набавка на ситен инвентар, секаде се зголемуваат средствата за договорни услуги и имаме секаде зголемување на средства за патни и дневни расходи. Па ако ја видите оваа предлог одлука, вие нема да видите тука дека ќе им се исплатат средствата на студентите заради тоа што кога ги носевте тука им ветувавте и ги излажавте, веќе 2,5 месеца им доцните со исплатата. Во оваа предлог одлука нема да видите средства за реконструкција на тоалетите во студентските домови. Во оваа нема да видите средства за, би кажал, бустирање на моменталните активности за изградба на капиталните инвестиции. Тука нема да видите средства за нови антикризни мерки за олеснување на животот на граѓаните. Ама ќе видите средства дека треба да му дадеме на Стево Пендаровски за договорни услуги, да му дадеме 1,5 милиони денари плюс. Или еве да видиме во владата на Република Македонија за патни и дневни расходи до крајот на годината, замислете од 16 декември, да им дадеме да потрошат плюс 5 милиони денари за да идат на службени патувања. Договорни услуги 10 милиони денари до крајот на годината ќе им прераспределиме средства плюс кои што ќе треба да се потрошат. Или купување на опрема и машини за владата, замислете, јас колку што знам владата не е некој погон, туку е институција, 4,5 милиони денари. Или вложување во нефинансиски средства 5,5 милиони денари. Имаме во другите институции Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, разни трансфери 12,4 милиони денари. До крајот на годината ќе издвоиме од овој буџет за да му префрлиме на овој на Министерство да троши плюс 12 милиони денари народни пари. За Министерство за внатрешни работи исто така патни и дневни расходи се зголемува за 7 милиони денари. Управа за извршување на санкции, исто така разни трансфери, онаа не до крај дефинирана ставка 10 милиони денари. Можеме да видиме во Министерството за економија, други градежни објекти, 16,5 милиони денари и договорни услуги се зголемува за 22,75 милиони денари. Значи ова зборуваме од овој момент до крајот на годината за волку пари ние ќе ги зголемиме тие непродуктивни ставки во тие институции. Она што е важно и што треба да се нагласи, дека ова што сега се случува пред нас и за ова кое што ние расправаме, ќе донесе следново. Нема да се помогне никако во подобрување на ситуацијата, напротив, оние тендери кои што се вклучуваат во 4 очи, со овие средства ќе се докапитализираат. Или ќе им дадете новогодишна честитка со народни пари на оние фирми кои што се блиски до вас, кои што сакате да ги дотоварите пред нова година, за да може принципот 50-50, 1 евро за фирмата, 1 евро за бихачка, за Ковачевски во случајов или за било кој друг вршител на должност да продолжи да тече.
А тоа кој ќе го плати нормално, кој друг, ако не го платат честните граѓани на Република Македонија. Во натамошниот тек од дискусијата има тука колеги кои што ќе зборуваат и за дел од аферата паразити. Сега, ние ќе треба да платиме струја за оние кои што не ја плаќале со години, за да оние кои што се таму директори земаат плати кои што се 2 или 3 пати повисоки од просечните или од нормалните плати во оваа држава. А зошто е тоа така? Затоа што на вас ви е важно само вдомување на вашите кадри, тие да земаат плата заради мир во коалицијата, а граѓаните да бидат оставени на дожд. Тука сакам да ви кажам една друга работа како завршна поента во мојот говор. Сите овие пари сега што се земаат, сите овие пари сега со предлог одлука или со предлог буџет, за да можете некого од кафе кувар да го правите началник, за да можете од улица да ги прибирате да ги правите функционери, еден ден за сите овие народни пари ќе има ревизија и потоа кој што се огрешил, има многумина такви, ќе треба да си понесат одговорност. А ова што сега се случува во наредниот период, односно во наредната недела, почнуваме со дискусија за буџетот за наредната година, ова ќе треба вие да го објаснувате во секоја наредна дискусија. Како оваа влада, која што се грижи за народот, за стопанството, на 2 недели пред нова година прави ваква предлог одлука и ја дефинира ваква предлог одлука стрикно за богатење на партиските функционери и блиските фирми до СДСМ и ДУИ, а за осиромашување до народот. Благодарам.